Ниту силното невреме што во вторникот ја зафати Македонија, ниту прекинот во електричната енергија предизвикан од силниот ветер со јачина на ураган, ниту пак дождот кој во наврати силно паѓаше во падините на планината Јакупица. Не ги поколеба жителите на живописното село Мелница да се соберат и да уживаат во четвртата мелничка и селеничка средба, која традиционално се одржува кон крајот на месец јули. Родени и израснати во Мелница, ние сме носители на една прекрасна културна традиција, која ја создавале нашите предци, говорејќи го најубавиот и најчист македонски јазик. Им порача на присутните гости, иницијаторот и организатор на манифестацијата Ердован Еки Етоски. Па видите вака, овие мелнички селенички средби според нашиот план имаат три концепти. Првото е да се видиме, кога ќе се видиме, ќе се дружиме, а и третата и самата држава да види, да не види, нели ние сме едно последно планинско село, во ова село ако дојдете вие морате да се вратите назад, не можете да продолжите понатаму, навистина убава природа и да ви кажам право дека многу луѓе доаѓаат од страна, навистина, ете што организираме, виделе во тоа добро дека има пред се убави работи, пред се музичкиот дел и пред се дружбата. Се работи за една културна манифестација. Колку младите од селото Мелница преку оваа културна манифестација учат за нашата култура, за нашата традиција? Ете, сепак тука гледаме дека има и многу мали деца што доаѓаат од година во година. Па видите, првата година беше малку као луѓето и од страна некако као прв пат кога се организира. Меѓутоа, втората ќе ја прескокнам, третата беше многу интересна, што навистина прво од самото село, многу млад. Јас сум самиот изненаден, нели, јас сум 35 години и 6 веќе надвор од Македонија и јас самиот се изненадив толку млади, а верувам дека и вечерва ќе има исто така млади и самите како што спомнавте вие, доаѓаат луѓето и со многу малечки дечиња, да не речем и со бебиња. Мелничката диаспора раштркана низ Швајцарија, Германија, Турција и други европски земји. Традиционално во месец јули се собира во родниот крај во селото Мелница, не само за да бидат дел од оваа голема манифестација што привлекува посетители од целиот регион, туку и да помогнат во развој на селото и зачувување на родните огништа. Афирмирани сме насекаде во светот и онаму кај што живеат нашите сограѓани и таму кај што не живеат, не гледаат. Навистина, една огромна афирмација за нашето место. Се надевам вака дека ќе остане. Малку вечерва, за жал, времето не ни беше наклонето. Се надевам дека ќе бидат надминати овие мали недостатоци и ќе продолжиме со исто темпо и понатаму. И селениците или нашите сограѓани кои што живеат надвор од држава, од Мелница конкретно, не е причина само оваа средба да се враќаат, туку се враќаат континуирано во текот на целата година, затоа што тука имаат инвестирано во сопствени имоти, дури и повеќе од оние кои што живеат овдека, учествуваат во сите активности, хуманитарни и било какви овдека за подобрување на условите во нашево место. И селениците се нераскинлив дел од сршта на Република Македонија и оваа влада прави се за тие да ја добијат целата поддршка од матичната држава која ја заслужуваат, вели директорот на Агенцијата за иселеништво Горан Ангелов, кој и самиот е редовен гостин на иселеничките средби во селото Мелница. Па оваа влада навистина прави се да и укаже на македонската диаспора дека тие се составен дел од Македонија, дека не се заборавени. Ако во изминатиот период, изминатите 7, 8 или 10 години имавме обратен процес каде што македонските национални власти едноставно ги заборавија нашинците надвор од Македонија, ова влада навистина прави максимум, се донесе националната стратегија, но не само националната стратегија, оваа година, при крајот на годината и следната година очекуваме и мерките кои се предвидени во националната стратегија да почнат да се имплементираат, тоест нашите кога ќе се враќаат да бидат ослободени од разни царински давачки, кога влегуваат во Македонија, внесуваат своји автомобили, внесуваат по кукнина, но да им помогнеме едноставно да се интегрираат во македонското општество. Можеби тоа е најбитно, да се почувствуваат безбедни во Република Македонија. Годинешното издание на Мелничката иселеничка средба привлече и голем број гости пријатели на мелничани од регионот, но и од западноевропските земји, чиј број од година во година расте. Годинава настанот за прв пат го посети и Гордана Павлова Ѓуриќ, иселеничка во Швајцарија, која воедно и член на Македонскиот национален совет од Швајцарија,
здружение кое се залага за зачувување на македонските национални интереси и културна соработка на македонците во дијаспората. Во МНС моментално пред одморот имавме генерално собрание на кое се избра новото председателство со своето раководство. Во суштина не е ново председателство, се избра истото председателство и одиме и понатаму со голем елан за нашите македонци во Швајцарија. Така, вечерва си гостинка на мелничката и селеничка средба на твојот колега од МНС Еки. Еве, дојде да го испочитуваш. Точно. Еки е мој колега од МНС, ние сме заедно во раководството, соработуваме и од друга страна и со нашето културно-уметничко друштво и нивното друштво Макмел од Бургдорф и се одзвав на нивната покана, сакам да ги испочитувам, сакам да се дружиме и да бидеме сложни и да работиме понатаму заедно. Во рамки на настанот се одржа и промоција на книгата Мелница низ историјата од Драги Наумовски, трета книга на авторот напишана за историјата на овој крај. Историјата за Мелница е моја трета книга, која што ја посветувам на овој крај од кај што и јас потекнувам. Првата е за Горно Врановци, собирајќи литература, документи, фотографии, а за таа цел 4 пати престојував во Измир, дојдов до маса податоци, документи и фотографии кои што се однесуваат и на ова село. Интересниот дел е што јас секогаш ги правам споредбата со Горно Врановци, бидејќи имаат слична или да не речем иста историска судбина, да се доселат од Западна Македонија, да формираат овдека населба и во 50-тите години до 58 година во тој ударен бран најголемиот дел да се иселат во Република Турција. За културно-уметничката програма се погрижија девојките од Мелница, младите играорци од ансамбл Керамичар од Велес, а атмосферата ја загреа Анета Љумаковска со својот бенд, кои со сплет македонски песни ја кренаа публиката на нозе. Може слободно да врни, а ние ќе се расположиме и ќе уживаме во убава музика. И продолжете така оваа традиција да продолжи понатаму и да живее уште многу години. Четвртата мелничка и селеничка средба и годинава се одржа под покровителство на македонското друштво Макмел од Бургдорф, Швајцарија, друштвото Мелмел од Мелница, местната заедница и џамлискиот меджлис од селото Мелница, друштвото Макмел од Бон, Германија, а со поддршка од општина Чашка.